Bunu hep söylüyoruz. Uzay silahlandırılmasın, uzayda silah olmasın. Ama biz bunu ne kadar söylüyoruz? Шефот на турската вселенска агенција Сердар Хусейн Йилдирим изнесе шокантно тврдење за оружје способно да предизвика земјотреси. Тој најавен сообир рече дека постојат системи за оружје кои работат на принцип на лансирање долги метални столбови од Вселената, кои потоа се забиваат длабоко во земјата и предизвикуваат земјотреси. Не можете да направите ништо во просторот од Вселената до земјата. Особено во земји како нас. Ништо. Дозволете ми да ви дадам пример. Ова го велам затоа што сум ги видел како работат на таков систем на оружје, и тоа е многу едноставно. Ги знаете тие улични столбови, улични светла. Тие се слични на овие столбови, високи околу 8 до 10 метри. Ги ставаат во сателитот. Известна количина. А потоа ги таргетираат и ги лансираат на земјата, рече Илдирим. Тоа е како колец, остар врв. Например, не дај Боже, некаде паѓа, сега нема да именуваме сценарио за катастрофа, но штом ќе удри во земјата продира до 5 километри длабоко во земјата. Се случува многу брзо и создава земјотрес со јачина од 7 до 8 степени по Рихтер. По ударот, се ќе биде уништено. Гледате, нема оружје, нема експлозиви, нема бомби, ништо слично. Но, има таква сила која доаѓа од Вселената и нема шанса да го видите, да го спречите или да се браните, вели Илдирим. Откако ова видеото предизвика многу реакции, Илдирим се обиде да објасни дека неговиот говор наводно бил пред известно време и дека исто така неговото тврдење никако не е поврзано со трагедијата која се случи на југот на Турција. Како он вели, тоа беше природна катастрофа, но секако остава или фрла една црна дамка знаејќи какви се тајни проекти се развиваат во сенка и колку ние луѓето сме деструктивни по природата и по самите нас. Patlayıcı yok, bomba yok, bilmem hiçbir şey yok. Basit bir çubuk. Ama